Дизелот од денеска се продава за 101,5 денари за литар, а поскапуваат и бензините кои се продаваат за 95 и 93 денари за литар. Ова неминовно ќе се одрази врз големувањето на цените на сите производи, особено на основните прехранбени. Од СДСМ обвинуваат дека ова е нов удар врз стандардот на граѓаните и бараат владата итно да донесе мерки. Цените на дизелот надминаа 100 денари за литар. За 43% се покачени во изминатите 6 месеци. Што значи, цените на храната повторно ќе растат, а владата на Мицковски не превзема ништо. Ценовниот бран сега ќе биде уште потежок затоа што половина од семејниот буџет на македонските граѓани оди на храна и пијалоци. Потрошувачката кошничка веќе достигна речиси 70.000 денари, а платите не мрдат. Премиерот возврати дека Македонија има најниска инфлација и најниски цени на горивата. Рече дека ваквата состојба со бензините на светските берзи ќе потрае и дека владата размислува да донесе мерки, но не прецизираше какви ќе бидат тие. Да, планираме, имаме јасна стратегија, имаме јасен план. Според нашите анализи ова ќе потрае, може да потрае и неколку години. Оваа состојба што се случува во заливот, така што внимателно ги повлекуваме чекорите за да не ја нарушиме макроекономската стабилност во државата, а од друга страна да обезбедиме убедливо најниски горива за граѓаните и за индустријата во Македонија. После новата корекција на цените на горивата која важи од нокеска, најголемо поскапување бележи дизелот, чија цена се зголемува за 3,5 денари за литар и достигна 101,5 денари, додека бензините ќе се продаваат по 93 и 95 денари, односно нивното зголемување е за 1,5 денари за литар од досегашната цена.